Во Тетовско многу малку деца се надвор од образовниот процес, тврди раководителот на општинскиот сектор за јавни дејности Ахмет Чазими. Законската обврска да го запишат своето дете на училиште со навршени 5 години и 8 месеци ја почитуваат повеќето родители, исто како и законската обврска секој ученик да продолжи во средно образование по завршувањето на основното. Според Чазими, миграцијата е таа што го десеткува бројот на учениците последниве години во училиштата. Многу е символична бројката на оние граѓани кои што живеат во Тетово и кои што не се има запишано во основните или пак во средните училишта. Сега тоа може да кажам дека во основните е една цифрена бројка и се работи сигурно за некои екстрено социјални случаеви. Имавме претежно порано проблем со ромската популација кои што се осипуваја од основното образование, но работејќи поединечно со ромите, увидовме дека имаме подобрување на статусот на ромската популација, така да и таму од приближно 100 деца кои што имаја осип учење во основно образование, таа бројка не ја стигнавме до 10 ученика кои што се осипуваја од основното образование. Затоа причините кои се за ученици кои што не ја следат наставата во основно и во средно образование, претежно има миграција во другите градови. Има миграција можеби и надвор од државата и тоа е причината за оние деца кои што не се запишуваат или пак ја оставаат образованието. Но имаме и обратен процес. Обратниот процес не доаѓаат ученици од другите општини. Тоа е еден динамичен процес кој што се одвива секоја година. Околу 600 деца кои биле родени во Тетовско оваа учебна година не се запишале во прво оделение и околу 430 завршени основци не се запишале во општинските средни училишта. Случаите кога родителите свесно не го вклучиле детето во образовниот процес ги истражува просветниот инспекторат, а останатите случаи се деца кои се запишани во училиштата во другите градови, но и надвор од Македонија. Според евиденцијата што ние го имаме од основните училишта и според тоа што е од институциите надлежни од матричните служби, значи приближно околу 1700 деца беа предвидени за оваа годишна возраст да се запишат во основните училишта во прво оделение. Но во прво оделение се запишани 1100 ученика, каде што околу 600 ученика не се запишани. Тие ученика, значи се бројка која што се повторува секоја година, очекувана бројка, не е нешто што е непредвидено, затоа што секоја година од бројот на лица кои што се евидентирани во списокот на матричната служба и бројот на ученици се запишуваат, имаме една ваква разлика. Тоа се должи на фактот дека еден дел од децава или заминуваат во другите градови, или пак заминуваат во странство, или пак некои од нив, они што се родени во јануари месец, не се запишуваат во оваа учебна година, оставаат се запишуваат во идната учебна година, така да оваа бројка е очекувана бројка. Според раководителот на општинскиот сектор за јавни дејности Ќазими, општина Тетово можеби е единствената во Република Македонија, каде се бележи пораст на бројот на новороденчињата и каде и покрај миграциските процеси, бројот на запишани ученици во прво оделение е речиси константен низ годините и се движи околу 1100 првачиња.